Почитувани битолчани, почитувани жители на општина Битола. Јас сум Јорго Огненовски, кандидат за градоначалник на општина Битола од Демократи, политичката партија. Сакам да се обратам со една кратка порака, но многу јасна. Кога да зборувам со битолчани и жителите на општина Битола, многу од нив велат дека ова зло што досега владее 35 години, во последните 4 години што имаме никаков градоначалник и советници, тешко може да се промени. Тешко може да се победи. Многу луѓе викат, ние нема да излеземе да гласаме. Преку глава ние од политичките партии, од криминалците, од функционерите, градоначалниците, што биле досега и советниците. Јас само една порака ќе ви упатам до вас сите, мои мили битолчани и жители на општина Битола. Вие ако не излезете да гласате, тогаш ќе ни останат поклон пак повторно. Пак овие ќе добијат и пак ќе не тормозат, ќе не осиромашуваат, плачкаат, ќе не уништуваат Битола. Ќе се уништува Битола понатаму и селата, општината, нашите деца и повозрастни луѓе ќе бегаат како од чума од Битола. Битола се празни, знаеме сите. Има податок дека 20% помалце се запишани првачина во основните училишта во општината. Намален е бројот, еден ден ќе дојдеме да нема да имаме 20.000. Зошто? Затоа што некои луѓе, а и нив ги повикувам, и членовите на овие злостонички криминални партии, и сите честни граѓани на општината, да размислат многу длабоко за кого ќе гласат. Затоа што секој глас даен за овие тотално само уништување на самите нас и на Битола општината. Тоа сакав да ви кажам, ве повикувам да размислите длабоко. Изборите почнуваат промоцијата на 29 септември, а изборите се на 19 октомври. Понатаму, како ќе влегуваме во кампањата, точно ќе ви кажувам што е мојата цел, а мојата единствена цел, човек кој што дошол од Америка, живеејќи 30 години таму скоро, веќе 8 години живеам во Битола, да направиме прекрасен град, да го вратиме стариот сјај. Зборуваме за некој конзулски град, немам врска од конзулски град, тоа беше порано, сега е тотално уништен град. Со нестрекни граѓани, луѓе не се смејат по улица. Сите сме нервозни, апатични, депресивни за жал, за да можат 2-3 луѓе во Битола да живеат. А тоа се луѓето од овие криминални политички структури кои што го контролираат градот, институциите, општината. И само за нив има прекрасни вработувања, а за нашите деца нема. Еве, ако сакате да продолжиме, јас ова го кажувам од основното училиште Гоце Делчев Битола, тотално руинирано. Ништо друго во Битола да не снимам, а имаме снимано за училиштата по селата и ќе продолжиме да снимаме, каде што учениците, нашите деца учат во најлоши услови. Ние сме како родители пред се, како баби дедовци понижени како граѓани на општината. Од кој? Од неспособни градоначалници и советници, поточно од човекот кој што 4 последни години ја води Битола, градоначалникот Коњановски и 31 советници. Нека им служи на чест, но тие не се криви. Ние сме криви што гласаме за вакви неспособни кретени. Благодарам за вниманието.